Близу 20 милиони евра само годинава се потрошени за набавка на лекови за онкологија. Лекови за кои во медиумите е објавен сомнеж дека на црно се препродавале на приватни лица, кои подоцна по повисока цена ги препродавале на пациенти кои се борат за живот. Ова го покажува јавно достапната алатка јавни набавки. Најскапиот тендер е вреден нешто повеќе од 800.000 евра, а таму постојат и клаузули што би било кога доставувачот би доцнал со испорака. Казната која би ја добил не би можела да биде повисока од 5% од вредноста на недоставените лекови. Во случај на доцнење на испораката на лековите од страна на економскиот оператор, договорниот орган има право на надоместна штета и договорна казна пенали. Договорната казна се определува во висина 0,1% од вредноста на неиспорачаната стока за секоја започната недела за првите 2 недели, односно 0,5% за секоја следна недела за доцнување, но не и повеќе од 5% од неиспорачаната стока. Ова и повеќе од солена сума е заклучно со август годинава за лекарства за кои што постои основан сомнеж дека се препродавале на црниот пазар. Сомнежите за злоупотреби со набавените лекови ќе ги немаше ако функционирал системот КАТО. Станува збор за систем набавен уште во 2017 година, чија употреба требало да ја регулира употребата на лекарствата. Со КАТО би било невозможно да се украде цитостатик или да се намали нечија доза, ни поради кражба, ни поради грешка, но како што обелодени слободен печат по само 6 месеци откако бил набавен овој систем, тогаш новиот директор Нино Васев го исфрлил од употреба, като чинел 350.000 евра, бил набавен од Париз и функционирал многу кратко, само 6 месеци. Проблеми имало уште од самиот почеток, луѓето од администрацијата не биле фанови на овој систем и се карале со директорот. Се жалеле дека не можеле да го поврзат со системот мој термини со ХИС, вели анонимен специјалист за слободен печат. Самиот систем не дозволува да ви остане вишок на доза што нема да се искористи. Се користи до крај. Цело време мониторот ви кажува да ја користите флашата додека не се испразни. Вага мери количина и нема мрдање или злоупотреба на количините. Секоја флаша цитостатик се баркодира, па се става нова вијала кога ќе се потроши првата. Пред неколку дена истражителите влегоа на онкологија да испитуваат можен криминал правен на сметка на пациентите болни од рак. Сомнежите се дека добивале погрешна терапија, а дека лекарствата кои што болните требале да ги добиваат на сметка на фондот, нелегално биле препродавани за подоцна тие да ги купуваат по цена која ниту малку не е мала.